заснување на општествените системи и на заедничкиот живот, педагошката функција била една од најзначајните функции во општеството, особено за одржување и опстанок на општеството, но и за негов развој и просперитет. Сите здрави навики, вредности, норми и стандарди на општественото живење по возрастните генерации ги пренесувале на помладите како би им обезбедиле опстанок и секако развој на општеството и на новосоздадената цивилизација. Педагошката функција може да биде применета во сите домени на општественото живење, а каде се таа може да биде применета, разговарам токму со денешната моја гостинка Софија Петковска, која пред се по образование е педагог, но покрај тоа што е педагог, своите знања и вештини од оваа наука ги пренесува и во авторирање на книги, пишува песни, а и организира низ за хуманитарни проекти кои што се насочени да им помогнат токму на дечињата. Кои се педагошките стандарди по кои што можеме да кажеме дека едно дело е квалитетна литература за деца, каква порака секое дело кое што е наменето за деца треба да пренесува и зошто е важно да си помагаме едни на други и да бидеме хумани. Останете со нас и проследете го мојот денешен разговор со Софија Петковска. Софија, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Со однос на тоа дека оваа емисија се занимава и со промовирање на млади таленти и личности кои што имаат некоја приказна што вреди да се раскаже. Денеска одбрав ти да си ми гостинка, инаку за јавноста која што не те знае, можеби или не те сретнала досега, мора да кажеме дека ти си авторка на книги за деца, пишуваш поезија, исто така си и еден од носителите на проектот Твори, читај и биди хуман. Често учествуваш во хуманитарни акции, има многу што да се каже и да се представи за тебе, меѓутоа тоа ќе ти го препуштам на тебе. За почеток, раскажи ни како почна целата идеја за Твори, читај и биди хуман. Па јас најпрво би сакала да ви се заблагодарам повторно што имам можност да бидам дел од вашата емисија и што така да се представам на гледачите. Јас сум, за сите оние што не ме знаат, Софија Петковска, дипломиран педагог по професија, автор. Исто така пишувам, освен поезија, пишувам и проза, меѓутоа се уште тоа не ми е, како да кажам, актуелно. Повеќе сум насочена кон поезијата. Претежно пишувам поезија за возрастни, иако во план ми е да напишам и детски книги. Веќе се очекува во печат да излезе една детска книга од мене, која што ќе биде комбинација од поезија и од проза. Во однос на хуманитарните акции кои што ги спроведувам, да, јас сум исто така голема хуманитарка, ви благодарам што тоа го напоменавте. Веќе трета книга поред излезе од мојот хуманитарен проект Твори, читај, биди хуман. Јас сум задоволна од тоа како напредуваше целата работа, како напредуваше целиот тој проект. Искрено да бидам, самата таа, како да кажам, идеја за проектот дојде многу спонтано. Јас сум таков човек што сака некому да помага и инстинктивно внатрешен порив, знаете, кога имате во себе нешто ветеран да направите нешто добро, дојдов на идеја да ги соберам повеќето автори со кои што претходно соработувавме, имавме добра комуникација, им пишав во заедничка порака на Facebook, им ја кажав мојата идеја, мојата замисла, тие се сложија така што се одеше спонтано. Тие ми испратија свој творби. Освен творби што ми испраќа и своји лични фотографии, кратки биографии, јас сето тоа го средив. Заедно одлучувавме околу, како да кажам, самата замисла како ќе изгледа книгата. Заедно одлучувавме како ќе биде корицата на книгата, а потоа кориците на книгите досега секогаш ги изработува мојот брат Никола Дио Петковски. И задоволни се сите од тоа како изгледа целата таа организација во однос на книгите. Сега,
Првата книга носеше наслов Снежни стихови. Тоа беше само поезија. Втората книга Шепотот на љубовта беше комбинација од поезија и од проза. Истото се случува и со третата книга Песочен часовник. Јас сум задоволна од тоа како целата таа хумана приказна завршува секогаш во однос на книгите. Првата книга, Снежни стихови, и средствата што се собра од таа книга беа донирани за децата кои што се на улица во Дневниот центар за деца на улица во Скопје. Потоа со Шепотот на љубовта исто така хуманитарната акција заврши успешно. И тие средства ние ги дониравме. За втората книга Шепотот на љубовта се одлучив да соработувам со невладината организација Љубезност од Скопје, па тие многу ми помогнаа околу донирањето на средствата, бидејќи со нив се договоривме сите тие парични средства и се што ќе се купи со парите да се донира кај нивните крајни корисници кои што се социјално загрозени семејства. Значи не сите добиваат помош, меѓутоа ете тие што се најзагрозени, на кои што им треба највеќе помош, на нив им помогнавме. И со третата книга Песочен часовник средствата беа донирани во невладината организација Сдружение за развој на ромската заедница Сумнал од Скопје. Да се биде хуман значи да се вреднува човечкиот живот како највисока вредност на аксиолошката скала. Активноста на хуманитарецот е секогаш насочена кон пружање помош и поддршка на другиот во насока на намалување на неговото страдање и болка или афирмирање на значењето и смислата на неговиот живот. Хуманиот пристап вклучува волунтаризам или добра волја да се помага на другиот или на другите, алтруизам или заложување за другите преку конкретна акција и филантропија, односно покажување на негувачки однос кон сите човечки суштества. Хуманиот поединец е исклучително значаен за заедницата и неговиот опсег на активности е широк. За хуман поединец се смета секој оној што ќе сподели храна со бездомен човек, на пример, и на тој начин ќе помогне на еден човек, или оној што ќе помогне на повеќе луѓе и ќе се бори за унапредување на човековите права на маргинализирани групи, оној што ќе заснова Сдружение за правна помош на другите, но и оној кој е во врвот на власта и ќе работи под утилитаристичката парадигма која гласи повеќе среќа за најголем број луѓе. Хуманитарците се одговорни граѓани и секогаш се борат за поголеми права на другите, што ја создава потребата да им се помогне на другите е вечно прашање кое што им се поставува на хуманите поединци. Тоа е едно интимно чувство на емпатија и солидарност, понекогаш искуство со слични проблеми, како на другите на кои што им се помага, и секако убедувања и највисоки етички принципи. Хуманиот поединец ги познава етичките стандарди, етичките принципи од највисокиот ранг и секогаш се бори да ги имплементира во заедницата. Тој се води од одговорност и должност да им помогне на другите, бидејќи хуманитарната работа ја третира како личен повик за действување. Многу и во неформален контекст и во неформален разговор, пред да го почнеме снимањето на интервјуто на овој убав разговор што го водиме, потенциравме дека луѓето обично се скептични кон хуманитарните акции, кон хуманитарците и мислат, тргнуваат веројатно од некоја претпоставка дека луѓето треба да имаат некоја корист зашто го прават тоа. Мора да им објасниме на луѓето дека е важно и дека има смисла да бидат хумани и да помагаат на другите. Па еве сакам да слушнам твојата перспектива. Зошто е битно, зошто е важно да бидеме хумани? Па за жал, навистина е лошо кога човек треба да се прашува самиот себе си зар треба да бидам хуман. Навистина хуманоста е човекова доблест.
И често во книгите хуманитарни знам да ја цитирам мајка Тереза, која што вели подобро е да нахраниш еден човек отколку стотина луѓе ако тоа не можеш да го направиш, или ако не можеш да направиш многу големи дела, тогаш направи неколку мали, но со многу голема љубов. И не значи јас тие не туку така само ги запишувам реченици во книгата, туку со тоа сакам да ги мотивирам и да ги поттикнам сите оние кои што ќе ги купат книгите, кои што ќе сакаат и хуманитарно да учествуваат во проектот на било каков начин, да сватат дека за да се биде хуман е нешто многу убаво. Тоа е едноставно човекова доблест. И јас овој проект, тоа заборавив да го напоменам на почетокот, сакам да го кренам на едно малку повисоко ниво. Досега моите, како да кажам, следачи на страницата Поезија на Софија, ете ако некој сака да ја следи мојата страница и му се допаѓа поезијата како литературен жарн, може да ме следи на Поезија на Софија со кирилична поддршка. Таму објавувам и за проектот, но и моја поезија. И досега, значи, сите тие луѓе можеа да следат се што се случува во врска со проектот на страницата. Меѓутоа, сега сакам да го, како да кажам, малку да го видоизменам, да го пласирам малку повеќе тоа. Гледам дека има заинтересираност од страна на граѓаните, имаме доста хумани граѓани и сакам да направиме една веб страна, затоа што не сум само јас како личност, да кажам, која што стои за сето ова, за тоа стои голем тим. Тука се, значи, многу луѓе кои што помагаат, кои што соработуваат со мене и сега сакаме да направиме една веб страна каде што сите тие нешто што досега се случиле во врска со проектот, која е мисија на проектот, која е визија, која е целта, се каде беше досега се донирано со слики средено, тоа да може да го видат на една убава страница, а освен за проектот на страницата ќе има и останати, како да кажам, аспекти со кои што ние се занимаваме како тим и со што работиме, па може би ете и на тој начин ќе биде и попрегледно за граѓаните да се запознаат со самиот концепт на Творечите биди хуман. Сакам да те прашам и да позборуваме малку од позиција на педагог и да ми го дадеш и твојот суд и твојата оценка за авторството на литература за деца. Среќаваме многу често книги кои што се наменети за деца. Денеска авторите некако се почесто сакаат да пишуваат за деца како таргет група. Се чини дека тие се денеска можеби најверената публика, меѓутоа и публиката која што може најмногу да троши книги, во смисла во потрошувачкото општество најмногу да купува книги, па можеби и тоа е мотивацијата на дел од авторите зашто ги наменуваат книгите токму за деца. Сметаш ли како педагог дека доколку една книга која што е наменета за деца, што има едукативен карактер, треба да биде напишана или барем прегледана од педагог, од психолог за деца, или сметаш дека треба да се препушти тотално на уметничката слобода на еден автор и да пишува се и се што е наменето за деца? Искрена да бидам, во однос на ова прашање се сложувам потполно со вас за книгите, дека треба претходно, освен тоа што ќе бидат лекторирани и ќе бидат прегледани од страна на лектор во однос на тоа дали се правилно литературно напишани и така натаму, треба да постојат и луѓе кои што ќе ги оценуваат во однос на психолошкиот аспект, филозофскиот аспект, социо-емоционалниот аспект и педагошкиот аспект. Зашто? Затоа што многу сум разочарана од тоа како некои автори пишуваат, ги пласираат книгите во јавноста не затоа што имаат некое знаење стручно, туку затоа што едноставно имаат пари и можат да си дозволат да станат автор на такви книги и да ги печатат. Еве, верувајте, јас се уште ја немам испечатено мојата детска книга, иако е веќе напишана, затоа што сакам да си дадам време и како автор и како педагог да ја средам концептуално, да не само што ќе личи на книга, туку и ќе може да им помогне на дечињата во нивниот развој и од педагошки аспект и од, како да кажам, психолошкиот аспект пред се. Во таа книга, например, еве конкретно можам да им откриам дел што ќе пишува.
на нашите гледачи. Таму ќе има поезија, бидејќи сепак нели јас ја промовирам поезијата, ќе има и кратки текстови, меѓутоа тие ќе бидат со поука. Значи морална поука да извлече детето од самиот текст, не само да се пишува на долги текстови без смисла. Исто така ќе има можност децата да прочитаат и гатанки, затоа што и тие се веќе, како да кажам, во изумирање, гатанки, брзозборки, не се читаат доволно, затоа сметам дека треба да ги, како да кажам, промовираме тој литературен жарм. И ќе имаат можност малите читатели заедно со своите родители да си бојат, да си цртаат, така да ќе има и еден така интересен, креативен дел во самата книга. Се надевам дека наскоро ќе излезе во печат, но се уште, како што ви кажав, ја средувам затоа што сакам да изгледа како што треба. И ете, имам навистина доста автори кои што пишуваат, не сите, значи не можам да кажам дека тоа се случува кај сите автори, но има навистина многу голем број на автори, барем јас оние кои што ги следам на Facebook профилите, кои што ми се пријатели, кои што пишуваат детска литература. Може би е интересна песната што ќе ја напишат или текстот, меѓутоа треба да го земат во предвид возраста на детето, дали тоа дете, освен кога ќе биде дете, ќе може да ја прочита и понатаму, кога ќе подпорасне истата сказна, да, како например, еве, ја имаме книгата Малиот принц. Таа книга, кога ќе ја прочитаме како деца, ја сваќаме многу поинаку, за разлика од кога ќе бидеме возрасни. Во таа смисла, мислам дека треба многу добро да се размисли. Истото се случува и со учебниците, знаете, имаме огромен број на грешки во самите учебници, па потоа повторно се враќаат на препечатување. Тоа не би се случило доколку стои кадарен тим позади сето тоа. Софија, ми интересира и живееме во еден свет, барем тоа е мојот некој заклучок или некое субјективно чувство, можам да кажам, на разлеени вредности, на вредностна флуктуација. Веќе не знаеме децата кога ќе им дадеме совет, дали им го даваме вистинскиот совет, затоа што утре некако времињата ќе се сменат, па можеби тоа што сме им го кажале веќе ќе престане да важи, ќе се претвори во некој антипод на вредноста на која што го насочуваме. Сметаш ли дека има некои универзални вредности кои што треба да се пренесуваат преку детската литература, затоа што ти спомена дека секоја книга што е наменета за деца би требало по тебе да завршува со некоја дидактичка порака? Јас сметам дека има доблести кои што се пренесуваат од генерација на генерација. Ние луѓето сме создадени да живееме во заедница, а тоа значи дека ние сме создадени да општиме, да си помагаме еден на друг, да ние не сме како животните, да кажам, значи ние сме на едно повисоко ниво. Со самото тоа ние имаме можност да направиме подобро место за живење за сите нас, и за возрастните, и за децата. Вредностите како што се хуманост, почит кон постарите, љубезност, самата љубов како чувство, треба да се пренесуваат од генерација на генерација, и тоа се мислам дека вредности кои што никогаш нема да изумрат и секогаш ќе останат актуелни. Сега, точно е тоа што го кажавте, дека времињата се менуваат, дека ние многу слушаме совети на сите страни, не знаеме што е добро, што е лошо. Тоа е така бидејќи навистина сме преблокирани со премногу информации околу нас. Можеби и тоа јас сметам дека е најголемата пречка. Сега јас каде тука го гледам решението? Јас тука го гледам решението во смирување на умот, во навлегување на себе, стишување на мислите, седнување во некоја тивка просторија, да се размисли убаво за тоа кој сме, што сакаме да постигнеме со тоа и каде тоа ќе не однесе. Многу разговор треба, како со децата, така и меѓу нас возрастните, затоа што и ние сме човечки суштества, постојано нешто грешиме, но тоа не значи дека не може да се менува. И нели има сега, како што знаете, и автори кои што пишуваат на такви теми за
развој, за подобро живење, за различни аспекти. Денеска на пазарот можеме да најдеме голем број на наслови и книги кои што се наменети за деца и различна друга детска литература, со што поради општествените нови и економски околности книгата добива пазарни вредности. Но колку е проблематично тоа што откако една книга во печат, покрај лектор нема да ја прегледа и детски психолог и педагог, говориме денеска со Софија Петковска. Софија, дали тоа што си дипломиран педагог, можам да кажам дека го разбираш светот на децата, некако од внатрешна перспектива можеш да ги согледаш и да ги разбереш идеите и принципите по кои што се води детскиот ум, дали тоа некако си го поврзуваш со твојата хуманитарна работа, дали токму дечињата и тоа што ги разбираш како педагог дечињата те мотивираат ева да организираш хуманитарни акции, самата кажа дека сите три што си ги организирала до сега се посветени токму на дечињата кои што имат некаков проблем. Да, до сега сите три хуманитарни акции беа спроведени токму за децата кои што се во социјален ризик. Сега дали е тоа начин за јас да кажам како сакам хуманитарно да пристапам, дали е тоа затоа што сум дипломиран педагог по професија, пред се на социјално-педагошко подрачје имам дипломирано, таму учевме за деца деликвенти, деца во социјален ризик и така натаму. Во однос на ова прашање, јас сметам дека многу фактори тука се клучни. Јас сум дипломиран педагог по професија, пред се на социјално-педагошко подрачје, ние во 4-та година кога учевме, се пренасочувавме. Јас бев заинтересирана токму за социјално-педагошкото подрачје, можеби тоа има некаква улога, зошто јас сакам да ги водам нели сите овие хуманитарни акции. Можеби затоа што 7 години работев во невладин сектор, каде што работев со деца кои што се во социјален ризик, заедно со семејства кои што имаат потреба од донации и така натаму, кои што не може да си дозволат многу работи. И можеби на некој начин тоа премногу емотивно допре до мене и затоа јас ете така се одлучив хуманитарно. Но не нели на одмет и тоа што сум педагог, што на многу поинаков начин ги разбирам желбите и потребите на децата. Но сепак сметам дека тие желби и потреби на децата ги сваќаат сите родители. Секој еден што е родител, секој еден што е наставник, без разлика дали е по некој стручен предмет или пак е педагог или завршил нели предучилишна област, сметам дека би пристапил на ист начин како и јас. Но со тоа што јас бев во тој невладин сектор, мислам дека тоа е најголемата причина зашто јас сум нели хуманитарка, да кажам. Да не испуштиме прилика да го споменеме и моменталниот проект кој што го водиш, исто си иницијатор на хуманитарната акција која што е посветена на лицата кои што имаат потреба од помош поради земјотресот во Турција и Сирија. Може ли малку повеќе да ни кажеш еве за тој дел кој што го работиш и можеби некој од нашите гледачи ќе биде заинтересиран да донира и да помогне? Па вака, за жал, да кажам, секоја хуманитарна книга, иако завршува успешно, се дела донации и така натаму, мене ми остануваат непродадени книги од сите досега 3 хуманитарни акции кои што беа спроведени. Не се печати нели нови изданија, туку од овие што остана за продажба, како непродадени, јас се решив повторно да ги објавам на интернет, на мојата страница Поезија на Софија, луѓето да ги видат, напишав и колку има точно останато примероци, доколку е некој заинтересиран, нели да може да купи, а сите тие средства, буквално сите средства, ќе бидат донирани на сметката на Црвен крст. Исто така со назнака за Сирија и за Турција, за сите оние настрадани кои што се во земјотресот. И мислам дека кога веќе стојат книгите, зошто да не помогнеме на некој начин. Книгата чини 250 денари, сите оние кои што сакаат да купат, да донираат, може да ме контактираат на мојата страница Поезија на Софија со тоа што ќе ми пишат во порака за подетални информации. Софија, ти си една ведра, вредна, млада личност и навистина неуморно работиш и како хуманитарец
и еве како автор на книги. Досега те запознавме во руво на поетеса, меѓутоа ти посакувам многу среќа и успехи со новата книга што ја подготвуваш за дечиња. Верувам дека тоа ќе биде едно квалитетно творештво, квалитетно парче од литературата, затоа што верувам дека како стручно лице, како педагог, ќе придонесеш за тоа да имаме правилен правец, правилна насока како да ги воспитуваме дечињата. Ти благодарам многу за денешното твое учество во емисијата Мој збор и еве ги повикувам сите гледачи да ти се приклучат во тоа што го работиш, да ги купат книгите и да едноставно донираат и помогнат на оние на кои што им е најпотребно. Јас ви благодарам на поканата, се надевам дека сите овие информации кои што ги слушнаа од мене граѓаните се за нив добри, дека нешто ќе научат ново, интересно, ќе чујат и секако апел до сите да бидеме хумани. Хуманите поединци од историјата се значајни личности кои што направиле особено голем придонес во својата област. Тоа се научници, книжевници, сликари, уметници од највисокиот ранг. Во својата хумана работа се воделе од разбирањето за човекот, за неговата смисла на постоење и суштината на човечкото битие. Сето тоа ги чини нивните етички принципи, кои што во одредени изреки или изјави ги дале за некој медиум или ги запишале во своите собствени дела. Не стремете да бидете успешни, стремете да бидете вредни за човештвото. Е славна изрека на Алберт Ајнштајн. Марк Твен истакнал дека два најважни дена во животот на секој човек е денот кога тој се родил и денот кога тој открил зошто се родил. Среќата не е нешто што е веќе направено. Таа доаѓа од твоите собствени дела, е мудра мисла на Далај Лама. Протагора, античкиот филозоф, попотекло од старата софистичка школа, рекол дека човекот пак е мерка на сите нешта. Нашиот избор покажува кои сме ние навистина, многу повеќе од нашите способности, е мисла на Ролинг. Неверојатно е колку многу боли кога пријателот си оди и зад него остава само тишина. Е мисла на Пам Браун. Две нешта ја исполнуваат мојата душа со восхит. Звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Е мудра мисла на познатиот германски класичен филозоф Имануел Кант. Бернард Шо па се водел од мислата: немаме право да уживаме во среќата ако не ја делиме со другите, токму како ни во богатството, ако за другите не го произведуваме. Од разговорот со мојата денешна гостинка заклучивме дека педагошката професија е навистина комплексна и покрај тоа што педагозите можеме да ги сретнеме најчесто во училиштата и во наставниот процес, надвор од училиштата и надвор од образованието, исто така педагозите имаат многу важна улога во пренесување на воспитните навики и воспитните вредности врз помладата генерација. Апелот на мојата денешна гостинка е литература за деца да биде прегледувана и оценувана од психолози за деца и педагози како би понудиле на пазарот и на најмладата читателска публика квалитетна литература за деца и квалитетни книги. Исто така, хуманоста е нешто што сите треба да го правиме, особено кога имаме можност да помагаме на другите, бидејќи на тој начин градиме многу посолидарно општество и многу почесно општество за сите. Вие следавте емисијата Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.